Благодарам, господине Велјански. Морам, кога се дофрла, ќе морам да ќутам за да дојдеме на ред. Значи, Повелете, не обрнете внимание на на почетокот би сакала да се заблагодарам на господинот Джевата Демиш што и денеска и посебно во текот на вчерашниот ден апсолутно се согласи со тврдењето дека ние имаме процедурално право да дебатираме. Впрочем и овој начин на работа во собранието не е непознат нити за вашата пратеничка група, нити за другите пратенички групи, а не е непознат и за многу други подемократски држави, за парламенти во подемократски држави. Суштината околу прашањето и дилемата дали господјата која што именувавме јас и вие е тема на оваа работа, јас би рекол дека е. Заради тоа што таа беше предводник на тимот за преговори во момент. Ве молам, јас само давав реплика. Ве молам времето. Да се искажам. Сослушав, не дофрлувам на никого, внимателен сум. Колеги, Многу провокации има цело време да задржиме нивове, молам. Значи, јас не очекувам дека ќе се согласиме за сите работи, но да се сослушам како прв начин да најдеме разбирање. Господјата која што ја споменуваме беше предводник на тимот за преговори за да се дојде до овој момент, така? Има една суштина, предуслов за било каква соработка помеѓу ДУИ и СДСМ беше законот за јазици, за кој што и вие и СДСМ кажавте дека е окончан, потврден, детален, прецизен и затворен. Тој закон како текст некаде постои. Сега, ако тоа беше предуслов господинот Џафери да биде кандидат за председател на собрание, ве молам да го видиме тој текст, не само заради нас. Второ, заради голем дел од пратениците на СДСМ кои што го немаат видено. И трето, заради целата јавност во Република Македонија. Заради тоа што ако тоа е предуслов да се дојде до тука, ние имаме легитимно право да го видиме предусловот, пред да ја донесеме одлуката. И конечно, никој не го оспорува правото на 20 пратеници на СДСМ или заедно со ДУИ или само СДСМ да го предложат господинот Талат Џафери. Ние вчера многу пати потенциравме дека тоа е легална постапка. Но тие 20 пратеници не можат да гоускратат правото на други 20 или други 2 пати по 20 или други 3 пати по 20 и уште помалку на Комисијата за прашање на изборите и именувањата да достават свое видување околу постапката. Затоа мораме да ја поминеме оваа процедура со избор на комисијата за воопшто да дојдеме на четвртата точка за избор на председател. Јас знам дека на некого му се брза заради разноразни околности, но мислам дека на граѓаните повеќе ги интересира темите да се отворат јавно, да се извадат сите информации, да собранието да ги знае сите работи, јавноста да ги знае сите работи и така попрецизно ќе донесе одлуки. Благодарам.